почитувана претседателка на комисија. И тоа е, кога немаш реална економска политика, тогаш пишуваш амандмани без суштина, туку со убави зборови како социјално домување, млади семејства, достоинствен живот и така натаму и така натаму. Ајде сега малку за суштината на овој амандман. Најпрви не слушнавме апсолутно никакви критериуми од аспект на тоа како овие станови ќе бидат доделувани, дали ќе бидат продавани, дали ќе бидат давани за без пари. Второ, не слушнавме апсолутно никаков критериум кој ќе може да дојде до овие станови. Еве да речеме, мене ми се поставува прашањето дали до овие станови ќе може да дојде еден млад пратеник од левица, да рече, кој што има солидни приходи за разлика од некои други граѓани во Република Македонија, така што не слушнав никаков критериум. Ајде да одиме до она што е најголемата суштина. Простечна цена за изградба на еден стан во Република Македонија, согласно сегашните цени, е некаде околу, во просек зборам, 700 евра по метар квадрат. Амандманот е за 300 милиони денари, што е некаде околу 4,9 милиони евра. Со 4,9 милиони евра би се изградиле, максимум 115 станови, но ако реално ги вклучиме и пристапната инфраструктура, комуналната инфраструктура, приклучоците, паркинзите, листовите и слично, би изградиле, односно државата би можела да изгради реално најмногу околу 100 станови или една зграда. И сега јас спрашувам како со една зграда во Штип или во Велес или во Кочани, за кои што се амандманите на колегата Крмов, не знам зашто не се да речеме за Скопје, каде што е најизразена цената на високата цена на становите, или да речеме за Охрид, или да речеме за Куманово, туку се за овие три града, меѓутоа тоа е она кое што тој си го поднел. И сега како со една зграда ќе се намали пазарната цена на становите во Штип, Велес или Кочани? Без никакви критериуми. Ајде да речеме дека ќе одат преку АД за изградба и стопанесување со стамбени деловен простор. И тука ви е проблем. Согласно закон, становите кои што ги гради државата одат на јавно надавање и на тоа јавно надавање повторно се постигнува пазарната вредност на цената. Така што ова е типично за левица. Популизам, убави зборови на прва, но кога ќе загребеш и кога ќе влезеш во суштината, у принцип нема ништо. Пазарната цена на становите може да се намали во едно демократско општество, во рамките на демократска Европа, каде што ние екзистираме, исклучиво со зголемување на понудата, забрзување на процедурите, развој на инфраструктура и создавање на услови за нови инвестиции. Ова ви е во комплетна колизија и контрадикторност со хистеријата која што вие како левица популистички ја создавате околу секој дуб, и тоа никако нема да ја намали, туку напротив, како што гледаме, ќе ја зголеми цената на становите. Така што приклучете се во развојот на државата, во развојот на инфраструктурата, поддржете дупови кои што ќе значат поголема понуда на становите и така заеднички ќе ги намалиме цените на становите. Ова е гол популизам од левица, како и секогаш и ништо друго. Ви благодарам.